Законот за работни односи треба да претрпи измени со кои ќе се опфатат прашањата за флексибилното работно време, работењето од дома, особено во IT секторот, како и потребата од волонтери и нивните права што сега не се опфатени со законската регулатива. Исто така треба да се разјасни и терминот пробна работа и неговото спроведување во практика, за да не се искористува во негативен аспект. Ова беа дел од прашањата за кои стана збор на инфосесијата на тема права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи, што со представници од микро, малите и средни предпријатија од регионот на Кочани се одржа во рамки на проектот на USAID Партнерство за подобра бизнис регулатива. Како представници на бизнис заедницата, редовно се среќаваме со проблеми во самата имплементација на сите одредби од Законот за работните односи и воопшто од трудовата регулатива. Тоа постојано го наметнува барањето да се интервенира во одредени одредби од Законот за работните односи и воопшто во трудовата регулатива со цел истата да се подобри на начин што ќе биде јасна во својата примена и ќе биде едноставно подложна за регулација и користење на сите фирми во Република Македонија, а исто така и на сите вработени. Значи на сите треба да им биде јасна и недвосмислена. На инфосесијата во Кочани се разгледуваат приоритетните прашања и проблеми за промена на Законот за работни односи, а ја организираше невладината Епицентар Интернационал, која е задолжена и за имплементирање на проектот на USAID. Денеска сме на инфосесија од областа на работните односи, последна инфосесија од оваа област. Имавме слични вакви информативни настани во Битола, Дебар и во Скопје. Сега четвртата е веќе во Кочани, со тоа што опфаќаме поголем дел од територијата на земјата и опфаќаме по различни размислувања од страна на сите регионални бизнис заедници во земјата. На денешната информативна средба во Кочани бизнис заедницата од овој регион разговара за приоритетни прашања и одредени предлози за промена на постоечкиот Закон за работни односи со цел поголема усогласеност на предпријатијата во врска со самата област. Проектот на USAID Партнерство за подобра бизнис регулатива е 4-годишен проект во вредност од 1,9 милиони долари, а треба да ги адресира темите од областа на бизнис регулативата кои се неповолни и предизвикуваат притисок кај малите и средни предпријатија. 4 клучни партнери во проектот се и Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија.